Се шират дупките и издигнувањата на асфалтот меѓу селата Пантелеј и Рајчани. Тешките товарни возила од по неколку десетици тони, кои по повеќе пати во денот поминуваат по него, немилосредно го оштетуваат коловозот, што беше изграден пред само 3 години. Од ново поставениот асфалт на повеќе места нема ни трага, а остатокот наликува како да е изграден пред повеќе децении. Ваквата состојба е констатирана и во извештајот за патната мрежа во општината, што на последната седница го разгледуваше Советот. Во забелешките на споменатиот извештај е наведено оти треба да се изврши реконструкција и санација на дотраениот и оштетен коловоз со надградба од асфалт со дебелина од 5 см. Со 5 см асфалт нема шанси да се покријат дупките кои што се повеќе од 20-30 см. Ако појдете од манастирот веќе од Пантелеј кон Рајчани, нема да бидете свесни дали е асфалтирано или е некоја нива тамо, бидејќи се е изорано, пропаднано. Па сакам да прашам зошто општината по втор пат да го асфалтира истиот пат, кога некој друг ненаменски го користил, го оштетил, веројатно и си заминал и сега за истиот пат повторно од буџетот на општина Кочани, односно бркаме во џебот на граѓаните на нашата општина. Пред 2 години, градоначалникот Димитровски рече дека ќе се бара од концесионерот на рудникот да учествува во санацијата на оштетувањата на патот. Презимаме мерки заеднички, најпрвин да го санираме целиот тој простор кој што е оштетен и второ да го реализираме до крајот, односно да го споиме Пантелеј со Турско рударе. Очекуваме дека до крајот на наредната година тоа ќе се заврши. Очекувањата на Димитровски не се остварија, а асфалтот и понатаму пропаѓа. Уште повеќе што од општинската администрација потврдија дека концесионерот не сакал да учествува во неговата поправка. Разговаравме со концесионерот, така да нема да, не се нафика да изврши асфалтирање на тој пат. Ние направивме со негова помош алтернативен пат, бидејќи од тешките возила кои се движат од таму што товарат тампон е оштетен и затоа направивме нов алтернативен пат преку Спанчево, така да во наредниот период ќе настојуваме да се и овој период правиме колку што се во наша можност да се санира тој пат и во наредниот пат ќе направиме напори да го поправиме и по можност да се асфалтира. Димитров додаде дека при реконструкцијата на патот би требало да се направи и нов проект со кој ќе се предвиди по коловозот да можат да се движат и тешки товарни возила со тежина и по 50 тони. Целиот зафат повторно ќе го платат граѓаните, од што произлегува заклучокот дека наместо корист од странската инвестиција во рудникот кај Пантелеј, по само неколку години на општината наместо современ асфалтен пат и остануваат дупките и калта.